Благодарам, председателка. Почитувана председателка на Државната комисија за спречување на корупција, почитуван представник на ДКСК, почитувани колеги пратеници и македонска јавност. Денес ја разгледуваме стратегијата за спречување на корупција на судирни интереси со акционен план за нејзино спроведување. Истакнато е дека стратегијата е изготвена согласно визијата за општество засновано на највисоки етички вредности и интегритет, што на сите граѓани ќе им овозможува еднаков пристап до одговорни и транспарентни институции и почитување на човековите права и слободи. Општата цел на стратегијата е да обезбеди подигање на довербата во институциите на системот и треба да се работи на тоа, затоа што, за жал, таа доверба целосно е изгубена. Граѓаните не веруваат во одговорно функционирање на институциите, апатични се, незадоволни, револтирани, несрекни што живеат во такво општество. Сакам да верувам дека така и ќе биде, но сведоци сме на нееднаквиот пристап на институциите кон сите граѓани, а и бројни непочитувања на човековите права и слободи, кои ги дознаваме преку бројните представки од граѓаните до Народниот правобранител. Со стратегијата се опфатени сите сегменти од општествениот систем, но се сомневам ова да не остане само на хартија. Ова го велам затоа што од извештајот на ДКСК прочитав дека ДКСК и досега се обидувала да спречи корупција преку давање иницијативи до основното јавно обвинителство или до управните и надзорни одбори на јавните предпријатија, но тие иницијативи најчесто се отфрлале со образложение дека нема и дека не постои одговорност кај директорите и председателите на овие јавни предпријатија. Затоа се прашувам дали нешто ќе се смени со стратегијата и дали ќе функционира како што е замислено. ДКСК си ја врши својата работа. Меѓутоа, во другите алки на општествениот систем треба да настанат коренити промени. Може би и ќе се смени нешто во наредните 5 години, сепак времето ќе покаже, затоа што една од главните цели на стратегијата е зајакнување на капацитетите и на посветеноста на органите за спроведување на законот на обвинителство и судство во откривање и санкционирање на корупцијата. За да се постигне успех, државните институции во наредните години треба да ја спроведат стратегијата, која пак опфаќа повеќе области и ризик фактори за корупција. Висок ризик на корупција според стратегијата има најмногу во делот на јавните набавки, како што и претходно истакна председателката, транспарентноста на институциите, политичките влијанија, личниот интегритет, етичкото однесување, судството и инспекторите, но и во делот на законодавството, каде што постојат слабости и недоречености кои негативно се одразуваат во доследната борба против корупцијата. Секој носител на функција е должен во извршувањето на функцијата, јавното овластување и службената должност да постапува совесно, стручно, одговорно, честно, ефикасно и непристрасно. Но сведоци сме на многу случувања во државата на спротивно однесување на функционери од сето претходно кажано. Функционери кои ја злоупотребуваат својата функција и моќ, користејќи ја на недоличен начин и заканувајќи се на обичните граѓани. Многумина граѓани тоа го искажуваат преку доставување на представки до Народниот правобранител или инспекторати, најчесто и анонимно, плашејќи се за својот опстанок. Тоа е така затоа што и јас лично, како вработена на моето претходно работно место, имам доживеано недолично однесување на висок функционер, се со цел моје деградирање и омаловажување. Искрено се надевам дека оваа стратегија ќе допре до сите институции и до ваквите функционери и ќе го спречи ваквото однесување. Како што е наведено во стратегијата, неопходно е вложување во јакнење на контролните и надзорните системи и дигитализација на сите сектори на јавните служби, зајакнување на капацитетите и посветеноста на органите за спроведување на закон, на обвинителство и судството, во откривање и санкционирање на корупцијата и јакнење на отпорноста на корупцијата во нивните редови. На крај сакам да спомнам нешто во делот од стратегијата кој се однесува на труд и социјална политика и да наведам пример зошто во нашата држава едноставните работи се усложнуваат.
Во однос на остварувањето на правата од социјална заштита, како проблеми се наведуваат дека не се утврдени прецизни критериуми за одлучување, што доведува до голем број на поплаки и преставки по однос на нејзиното работење. Јас ќе го истакнам проблемот со правото на помош и нега, кој исто така е спомнат и во стратегијата. Како цел за надминување на овие проблеми во стратегијата, покрај другото се истакнува зајакнување на надзорот во постапките за остварување на ова право од помош и нега од друго лице. Ќе истакнам дека во центрите за социјална работа оваа бројка на корисници има тренд на покачување. Може би причини се зголемување на болните граѓани, но не е за занемарување и недоволните парични средства за лекување на болните, поради што се одлучуваат на поднесување барања за помош и нега од друго лице како дополнителни парични средства. А проблемите околу остварувањето на ова право се зголемуваат и усложнуваат со текот на годините. Да прецизирам, ова право се остварува врз основа на давање на наут, оцене и мислење од страна на лекарска комисија. Со текот на годините, лекарските комисии се менуваа. Најпрво комисијата беше преку Министерството за труд и социјална политика, односно за правото на помош и нега од друго лице, како и за правото на пензија, одлучуваше иста комисија. Со тоа што се работеше за неподвижни лица, комисијата одеше во домот заедно со представник од Центар за социјална работа. Ја утврдуваше фактичката состојба, носеше наут, оцена и мислење од потребата од нега за барателот. Ова беше наједноставниот начин на функционирање. Меѓутоа, подоцна се формираа посебни комисии преку Министерство за труд, кои одлучуваа само за правото на помош и нега од друго лице и кои повторно ја утврдуваа потребата од помош и нега преку посета на болните во нивниот дом, но и преку увид во медицинска документација. За на крајот, со донесување на новиот закон за социјална заштита во месец мај 2019 година, комисиите за одлучување на ова право не се повеќе преку Министерство за труд и социјална политика, туку преку Министерство за здравство, со што постапката за помош и нега од друго лице наместо да стане поедноставна, таа за жал стана многу посложена. Додека претходно граѓаните одеа само на матичен лекар и во Центар за социјална работа, сега дополнително мора да одат и во трета институција, односно во здравствените установи, за да ги достават потребните документи пред надлежната стручна лекарска комисија. Секојдневно сведоци сме за бавно решавање на барањата, за проблемите со кои се соочуваат матичните лекари, за да закажат термини на овие лекарски комисии, кои работат само во неколку поголеми градови: Скопје, Тетово, Битола, Штип и Струмица. Само тие се надлежни да ги разгледат документите и да дадат наут, оцене и мислење за потребата од помош и нега. Граѓаните чекаат дури до 3 месеци за добивање на наведеното право. Проблемот го имаат матичните лекари, кои тешко можат да објаснат на болните дека не можат да најдат термин, со што граѓаните губат доверба и во нив. Поентата ми беше, наместо со новите закони, кои се носат да се поедностават постапките и да се скрати времето за добивање на одредени права, напротив, се усложнуваат и на тој начин граѓаните се губат низ лавиринтите на институциите и нивната доверба се повеќе се губи. За жал, кога се носат нови закони, не се прашува базата, односно вработените кои директно работат на овие права и со граѓаните и најдобро ги знаат нивните причини, туку се носат едноставно само за да се донесат. Ова е пример за непотребно усложнување на постапка само во една област. Кај граѓаните се јавува несигурност и незадоволство, одејќи и чекајќи од институција во институција, за да се остварат некое право. Сигурно има примери и во други области. Затоа по сите европски и светски извештаи сме на врвот на корупција, етикетирани сме како хибриден режим и со вакви поставени работи не знам како ќе се врати системот на вредности во нашето општество. Предизвик за воидина е да се постигне оваа стратегија да биде ефективна и сакам да се надевам да се спроведе и да се врати довербата во јавноста, во институциите, во ова наше мало општество. Благодарам.